Здраво, Ивица, ви благодарам што не поканивте овде во вашиот клуб да бидеме ваши гости, да видиме од терен како изгледаат подготовките на и вајањето на шампионите, да кажам. Како сте, кажи ми? Добро, благодарам на позитивниот одговор. Ние нашето си го работиме секојдневно, кој што работите вие вашето. И се надевам дека и на овие ваши фоловерси или што ве пратат ќе дојде информација за нас, за нашите успеси, да се запознаат од прва рака. Ивица, ве сметаат за пионер во бразилската џиу-џица во Македонија. Како изгледа вашите почетоци и со какви предизвици се соочивте? Па уште пред 15 години оформиравме првиот клуб за бразилска џиу-џица. Во тоа време беше смешно и интересно, пошто луѓето повеќе да мислат дека капоеира тоа, дека поише игра него што е боречка вештина. Од тогаш формиравме федерација 2012 година. Ние макотрпно си работевме, иако имаше луѓе во Македонија кои што не веруваа во тоа, кај што имаше, да кажам, лоши коментари што работиме, како работиме, али во изминатите 15 години се покажавме и докажавме како на балканско, така и на европско, на светско ниво, дека имаме добра школа, дека имаме добри шампиони и буквално членовите тука деца што вежбаат имаат еден сигурен ментор, подсигурен покрив кај што може да израснат во стварно во вистински шампиони. Вие сте основач на The Strongest клубот. Како го замисливте клубот на почетокот, а како изгледа денес? Па добро, нормално е, на почетокот си имал една визија за нешто да направиш, па после се формираат 2 групи, 3 групи, па после бидна центарот, па центарот со теретана. На некој природен пат се формираше се тоа. Морам да признам дека не ми беше оваа финалната точка, да кажам, како што е денес, а се надевам и тука нема да застанеме ќе понатак. Како се одржува мотивацијата и дисциплината во спорт што бара целосна посветеност и трпение? Па само со континуитет. Значи, треба тие наши членови да имаат добри услови за тренинг, да имаат добри тренери кои што секојдневно ќе напредуваат. Значи, тренери кои што помалку ќе идат на интернет, ќе гледаат други што работат па да имитираат. Тренери што помалку ќе идат на интернет да тужака, да кажуваат кој друг како направила, тие не направиле ништо. Спаринг партнери кои што им се воедно и колеги и другари, кои што може да предуваат заедно. На тој начин може да одржиме мотивацијата на високо ниво, бидејќи со такви околности ќе направиме успеси, а успехот само по себе само ќе им биде еден магнет поише да останат во овие води. Кои се најголемите успеси кои ги доживеавте со вашиот клуб? Па има повеќе полиња, на пример со Дан имам освоено во Биџеже повеќе турнири со Томи, со Стефан Пецевски. Сега во последно време се насочуваме поише на ММА, еве на последното европско првенство. Со Дани и со Марко освоивме 2 европски злата, од 6 борби победија, од 16 рунди ги победија, на тој начин докажавме дека имаме квалитет. Колку сте горди на вашата ќерка? Вие сте и тренер, воедно татко, нели? Како гледате на успехот на вашата ќерка Даниела? Па секој родител е горд кога детето му е успешно. Тоа го гледам со, како да објаснам сега, со некоја позитивна енергија, но исто така можам да кажам, тука има еден дел кај што секој родител го има, односно кога се бори неговото дете, филингот не е баш симпатичен. Али добро, ние сме еве со години во овие води, така да на некој начин имаме некоја комуникација боречка, да кажам, и се надевам дека со Дани тука нема да запреме, туку тек треба да правиме некакви успеси, тоа не само со Дани, туку и со останатите во тимот. Вашите ученици ве сметаат за ментори, втора фамилија, можам слободно да кажам. Што е она што им го пренесувате освен боречките вештини? Па буквално во клубот, особено на оние екипата што се надпреварува, се трудиме да ги научиме на све, на живот. Не само на боречки вештини ќе научат секдек. Не дека поише, не дека помалку. Туку да научат за живот, да научат што е квалитет, да научат што е респект, да научат што е хигиена во клуб, да научат што е хиерархија. Значи тие работи се многу битни, да ги учиме нив, да ги научиме нив, за да може утре заутре кај да отидат во животот, да бидат квалитетни како луѓе. Сега тука начинот на тренинг, начинот на напредување, самата хиерархија во клубот си го прави само по себе она како резултат што треба да го добиеме на крајот. Како гледате на иднината на боречките вештини во Македонија? Па и порано и сега можам да кажам дека во Македонија има талентирани борци, да кажам, за повеќе боречки вештини. Имаме добри клубови, финансискиот дел е малку проблематичен во Македонија, но ја мислам дека Македонија и порано и сега и во иднина ќе има борци кои што ќе бидат светски шампиони. Ивица, според вас што е поважно во боречките вештини? Физичка подготвеност или ментална дисциплина? Не може да се одвои ни едното и другото, тоа е комплекс.
каде што некогаш преовладува едното, некогаш преовладува другото. Како за време на тренинг, така за време на борба. Имаме многу спремни борци, кои ќе го однесеш на некој турнир, менталниот дел паднал, па он подклекнал. Сега во последно време имаме некој систем на надпреварување, кај што буквално се трудиме да ги научиме нашиве да влезат во твој систем, буквално да не зависат од физичкиот или од менталниот дел. Ивица, за крај ме интересира вашето мислење, дали Македонија е следната сила на боречките спортови во Балканот? Па да бидам реален, не мислам дека ние можеме да бидеме најдобри на Балканот, затоа што веќе поголемиве држави имаат многу поголема традиција, подобро финансиски се подковани, али сме тука да им преме проблеми. Значи, да ги бркаме другите. Ивица, ви благодарам што бевте мој соговорник. Сега би сакала да продолжам со Даниела, да поразговараме од нејзин аспект. Благодарам што не примивте и што бевте добри домакини. Ви благодарам, се надевам дека во идење ќе се гледаме само за овие работи. Даниела Алексовска е неуспешен женски борец на Балканот под 25 години. 18-годишната Даниела Алексовска веќе 12 години е државен и балкански првак во бразилска џиу-џица. Транзиција во ММА прави во 2024 година и остварува 10 борби, од кои 8 победи и европска титула. Даниела е ќерка на легендарниот Ивица Алексовски, кој воедно е и нејзин тренер. Алексовска се има надпреварувано во повеќе боречки вештини, како бразилска џиу-џица, џудо и ММА. Во кикбокс станува национален вице-шампион во 2019-та. На Европското првенство во Белград годинава го освои златото и ја донесе Македонија на врвот. Даниела, најуспешната шампионка во Европа, можам слободно да кажам. Сакам за почеток да поразговараме како започна со твојата приказна за боречките вештини. Така, со боречките вештини започнав на 6 годишна возраст, односно кога започнав основно образование. Пред боречките вештини вежбав малку тенис, малку балет. Бразилска џиу-џица ми беше првата боречка вештина која започнав. И последнава година дена почнав и со ММА. Кажи ми како од балет ми спомна стигна до тука? Па едноставно не ме привлекуваше толку, може на почетокот ми беше интересно, но по некое време кога видов дека не ми е толку привлечно, сакав нешто повозбудливо и се одлучив за боречките вештини. На само 18 години имаш 100 борби, ако имам точна информација, и европска титула. Кој момент ти е најдраг во кариерата до сега? Имам над 100 и нешто турнири, по некои си 2-3 борби, така да се многу, дека 200-300 борби. Ги немам ни броено. Можам да го издвојам ова европско првенство како најдраго, како најголем успех. Кажи ми, твојот тренер Ивица е воедно и твој татко. Дали чувствуваш дополнителен притисок како ќерка на легендарниот Ивица? Па не притисок, едноставно заедно работиме, заедно вежбаме, заедно се припремаме за турнири, ги гледаме противниците, смислуваме тактики и се правиме заедно. Кажи ми некоја интересна анегдота од вашето секојдневие. Како вие функционирате по дома, како на терен? Па, што знам, еве интересна случка сега што се случи после европското првенство. Не можевме да дешифрираме дали борбата завршила на зафат или поради ударите. И доаѓаме дома, са бајлата само што пристигнавме во 4 часот со бајле, се облакаме во пижами, баш дискутираме на таа тема и седнуваме на тепех и ги пробуваме зафатите дали ги функционираат како што треба и сватевме дека зафатот бил многу посврст со тоа што ненамерно ми на раката би се заглавило зафатот. Значи малце среќа, малце сила. Така, малце. Твојата транзиција во ММА е впечатлива. Дали во иднина ќе се фокусираш повеќе на оваа дисциплина? Главниот фокус моментално ми е ММА. Бразилската џиу-џица ја тренирам паралелно, но мислам дека сега ни се поставени други таргети во ММА кои што треба да ги постигнам, како на пример на крајот на годината имаме светско првенство, кое ми било голема желба да го освојам златниот медал. Даниела, морам да те прашам за во Белград. Како се чувствуваш како прв европски шампион? Го спомнав Белград како град во кој се одржуваше европското првенство. Како се чувствуваш ти во моментот, кажи ми? Освои златен медал, што е преголем успех. Кој е твоето чувство? Вака те гледам од страна, скромна девојка, насмеана. Одлично искуство, како што кажав, и највозбудлив турнир до сега. Ама нели не треба славата да не удри у главата, така да тренинзите продолжуваат, грешките треба да се исправат и идеме понатака. Што ти поминува низ глава кога влегуваш во рингот? Дали имаш трема пред борбата? Па трема, да, нормално. Ја мислам дека тремата е во секој сегмент од животот присутна, дали ни е тест на училиште или ни е надпревар. Мислам дека секдека е застапена. Ама тоа е некој момент кој што со искуството се надминува. Како гледаш на жените во боречките вештини? Дали ова е спорт кој се повеќе се отвара за жените? Како што кажав во некои претходни интервјуа, спортов не го делам на машки и на женски, бидејќи едноставно ако си добар во некоја област,
Не е битен полот, не е битно дали сме маж или жена. Така да, ако некој се пронаоѓа му интересно, може слободно да дојде тренира, да проба и да види какво е ова убаво искуство. Што е она што те мотивира секојдневно да стануваш се подобро? Па, едноставно, не е мотивација, повеќе е дисциплина, бидејќи кога ќе изградиме некој лајфстайл, да секој дневно го правиме истото и влагаме во некоја иста рутина, тоа е она што не бутка понатаму да се имаме повеќе успеси, нели, еве можам да кажам успесите се најголема мотивација. Кажи ми за крај, кој е твојот сон како борец за во иднина? Мојот сон, па и претпоставувам на сите кои што се занимаваат со ММА, е да се достигне највисокиот врв во ММА, тоа е UFC борбите. Така да би сакала да стигнам до таму. Посакуваме успех и секако твојата желба да ти стане реалност еден ден. Благодарам. Марко Трајановски почнува да се бави со мешани боречки вештини на свои 13 години и веќе до 15 станува државен првак во ММА. Се избори за сребро на првиот меѓународен турнир. На свои 16 години станува европски првак во ММА во младинска категорија до 83,9 килограми. Марко, кажи ми какви ти се импресиите од првенството и титулата во Белград? Колку борби имаше, со кој се бореше? Знаеме дека оси златен медал. Кажи ми, кои се твоите импресии? Импресиите ми се дека освоив златен медал. Имав тој ден 4 борби и противниците ми беа шампиони на нивните држави. Првата борба се борев со шампионот на Румунија, втората на Бугарија, третата на Украина и четвртата на Италија. И си освои златен медал. Да. Сега си европски шампион во твојата категорија. Кажи ми, кои се твоите цели за следниот период? Моите цели ми се полека да идам скала по скала, значи следно ми е да освојам златен медал на светското првенство.